Време за последниот разговор во денешното издание на Македонија наутро. Во литературата се уште се води дебата дали тоа што им се случи на ромите во текот на Втората светска војна е дел од Холокаустот или уште еден немил настан сличен на многу минати сегашни. Секако Холокаустот на ромите е нешто на што не смее да се заборави и токму затоа зборуваме на оваа тема во денешното издание на Македонија наутро. Гостин ни е господинот Силхан Саитов, проект менаџер на Рома Верситас. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ден. Холокаустот врз ромите многумина го нарекуваат заборавениот Холокауст и не случајно, бидејќи за овој настан многу малку може да се сретнат некаде податоци. Вбројува убиство на околу 220.000 роми за време на геноцидот на нацистите, иако и за бројката се шпекулира од 200 до 500.000. За време, ова е како вовед во разговорот, за време на престојот на ромите во Аушвиц, кога биле депортирани всушност во Аушвиц, голем дел од нив умираат од истоштеност, од болести. Голем дел од нив, како и евреите, завршуваат како експеримент на доктор Менгеле. И тука некаде може да споменеме дека и ромите во Втората светска војна имаат слична судбина како евреите. Да, нели еден важен историски момент кој што се случи е поврзан со ромската популација е тоа дека ноќта на 2 август или од 1944 година 2987 затвореници роми кои што беа затворени во така наречениот цигански камп во логорот Биркенау во Аушвиц беа депортирани во гасни комори и беа масивно убиени. Значи, генерално тоа е еден важен историски момент кој што е само еден од случувањата кои што го одбележуваат геноцидот врз ромите или Холокаустот врз ромите. И веќе кога ги користам термините геноцид и Холокауст, можам да кажам дека повеќе историчари, експерти, коментатори на оваа тема ги користат овие термини, при тоа мислејќи на тоа дека геноцидот, доаѓајќи од грчките зборови, геносициде, значи уништување на една цела раса, односно нација или етничка група. Холокауст доаѓа исто од грчките зборови, кои што доаѓаат од холос и каусос, што значи целосно изгорени. Се користат и други термини, како што се сам удари пен, или сите убиени, или масивно убиство, кали траш, или црна страв, порајмос, парајмос, како зборови кои што имаат генеза од ромските зборови и сите значат уништување и истребување на ромската заедница. Чи ромската популација беше една од целните групи за целосно истребување и елиминирање од страна на нацистичка Германија, односно нацистичкиот режим за време на Втора светска војна. И бројките неофицијални се дека најмалку пола милион роми беа погубени во тој период, иако повеќе историчари, експерти и коментатори сметаат дека тој број бил значително поголем, 2-3 пати поголем, односно најмалку 1,5 милион. Сметајќи дека ромската нација е инфериорна, голем дел на роми 1939 се префрлени во Аушвиц од Полска, Романија и Германија. Што велат историските факти? Што се случувало во годините кои следеле? Ете, генерално од многуте изјави и од многуте ставови на тогашните високи службеници и офицери во нацистичка Германија, можеме да кажеме дека ромите беа гледани како антисоцијална популација, како ѓубре, како социјална и општествена закана и може да извадиме на изјава од Канцеларијата за расна чистота, која што вели ромите треба да се третираат како генетски болни, како инфериорна нација со туѓа крв. Сето ова говори за едно време во кој што ромите беа целна група за нивно целосно елиминирање и истребување. Инаку и пред Втората светска војна и за време на Втората светска војна се случуваат многу декрети, многу политики кои што специфично беа насочени кон ромската популација. Така, например,
Во период од 1920 до 1930 година започнува една идентификација на ромската популација преку земање отпечатоци од нивните прсти, преку фотографирање. Во тој период се случуваат да се воведе закон за контрола на ромската чума. Во тоа време се случува една сериозна, постојана и интензивна полициска контрола. Во тоа време се отвара и еден специјален камп за ромите во Баварија. После тоа, во 1935 година, се воведува еден нимбершки закон или право, каде што ромите ги дефинира како неаријанци, како инфериорна раса со туѓа крв. Во 1938 година се случува една недела на исчистување на ромите, каде во Германија и во Австрија повеќе стотици роми се затворени и се претепани од страна на полицијата во тие држави. И официјално во 1939 година ромите се транспортирани и депортирани во концентрациони логори и генерално тогаш може да кажеме дека многу роми и во логорите, но и надвор од логорите беа цел за елиминација, дека покрај тоа што ромите беа убиени во територијата на Република Германија и надвор од Германија во најмалку 150 до 180 градови се случувале убиства на ромите за истата идеја, истата нацистичка идеологија. Генерално и териториите кои што беа окупирани од нацистичка Германија беа територии каде што се случувале геноцид врз ромите и исто и од страна на нивните сојузници се случувала истата политика и истата идеологија. Така, цел тој процес и геноцид се случуваше и во поранешна Советски сојуз, се случуваше и во Полска и во Балтичките земји, се случуваше и во земјите кои што беа повеќе склони на таа идеологија, кои што тоа го правеа и во свое национално ниво со своји трупи и војски, како што се Хрватска, Романија, Унгарија, Полска, Словачка и така натаму. И се тоа говори за еден европски геноцид, кој што се случи во европски рамки, во повеќе европски сили во исто време. Говори за еден геноцид кој што се карактеризира со едни современи технологии за тоа време, гасни комори, време во кој што се случуваат брутални експерименти и испитувања врз ромската популација од страна на познатите Роберт Ритер и доктор Јозеф Менгеле, и еден период кога сериозно се обесправува, се уништува ромската заедница и се случуваат масовни убиства. Денеска и после толку многу години се уште се дискутира дали и што се случило со ромите во годината од 1939 до 1943. Нема точни официјални податоци, но храбрувачки е што за прв пат, да речеме, во 2012 година во рамки на Европската Унија, иницијатива на ромскиот активист Николај Ѓорѓе, тој поднесе резолуција всушност за признавање на ромскиот холокауст и одбележувањето на 2 август. Важно е да се зборува јавно, да подсетуваме на овие историски датуми, затоа што не треба и не смее да се повторат никогаш. Да, сметам дека е важен историски позитивен момент што во април 2015 година Европскиот парламент со мнозинство гласови носи резолуцијата за признавање на тоа дека ромите беа дел од геноцидот за време на Втората светска војна. 3 години по иницијативата, така? И донесена е одлука дека еден ден во годината треба да се посвети на комеморирање на геноцидот врз ромите. И така, по таа логика и аналогија, многу европски земји денеска го препознаваат геноцидот и го комеморираат во своите земји. Така, Германија во 1979 уште ја признава расната основа за геноцидот врз ромите, а веќе во 2012 година поставува и споменик за жртвите загинати за време на Втората светска војна во Берлин. Исто така може да издвојам дека во 2005 во унгарскиот парламент е изгласана дека 2 август треба да биде ден во кој што ќе се сеќаваат на жртвите од геноцидот врз ромите од Втората светска војна. Истото го прави полскиот парламент во 2011 година.
има доста земји од Балканот и од соседството кои што исто го комеморираат овој ден. Така, например, Хрватска на 2 август го комеморира денот за сеќавање на жртвите од Втората светска војна. Србија тоа го прави и за време на 8 април, меѓународниот ден на ромите, и за време на 16 декември, кога има посебен ден за сеќавање на жртвите роми за време на геноцидот. Исто така и Албанија го комеморира денот. Така да низа на соседни балкански европски земји го комеморираат денот, што укажува на една важна потреба на ромската заедница да се признава овој геноцид, да се комеморира овој геноцид, поради тоа што тие структурни настани имаат еден важен предупредувачки сигнал дека активност или неактивност, нетолеранција, говор на омраза, дискриминаторска практика се нешто што е сериозна закана дека може да се повтори од катастрофалната историја во однос на ромската заедница. И уште една важна работа е дека ние мора да се сеќаваме на историјата за да никогаш не се повтори. А денеска сме сведоци и дека во денешницата има доста антисолидарни и антициганистички феномени, каде што мнозинската заедница или неромската заедница се однесува несоодветно, насилно према ромската заедница. Така, например, во предходните месеци во Украина се случува паравојни формации, се случува екстремистички групи да нападнат ромски живеалишта и кампови, да ги изгорат, да убиваат младо момче, жена, да повредат неколку деца. Во Италија исто се случуваат низа на антиромски политики од високи функционери кои што даваат стимулација да после тоа се врши депортирање на многу ромски семејства, уништување на нивните домови и сега нели да се подготвува одлука да 400 ромски семејства бидат депортирани и кампот кој што постоел веќе многу години да биде уништен. Ова се само дел од тие случувања кои што се основа, покрепа зошто комеморацијата сметаме дека е важна и зошто во комеморацијата гледаме предупредувачки сигнали и пораки кои што се важни за денешното општество. Да, за жал од историјата никаков впечатокот е дека многу малку учиме. Искрено се надевам дека во периодот кој што следува и годините пред нас ќе се променат нештата. Она што е важно е дека се сеќаваме на денешниот ден, ќе се одбележи денеска, што ќе се случува, кога, како. Оваа година Сдруженијето на граѓани заедно со своите корисници, студенти, повторно прави една Facebook кампања со која што дистрибуира податоци, информации од историски факти за тоа што се случило за време на геноцидот врз ромите, за да и ромската и неромската заедница во Македонија бидат информирани многу повеќе за тоа. Денеска, од страна на представници на Сдружение на граѓани, ромски активисти, ромска заедница, политичари и останати чинители на ромската заедница, се организира марш за сеќавање на жртвите на геноцидот на ромите од Втората светска војна. Собирно место ќе биде кај главна пошта, ќе започне маршот во 10 часот и истиот ќе пренесе пораки дека треба да се спомене геноцидот врз ромите и истиот никогаш не смее да се повтори. И тој марш ќе заврши пред италијанската амбасада, каде што ќе се изрази солидарноста према ромите во Италија и ќе се пренесат пораки дека треба да се внимава и да се осудат насилствата и сите настани кои што во својата суштина се антиромски политики и го хранат феноменот на антициганизам. И последен настан за оваа година ќе биде комеморација на 2 август, денот на геноцидот врз ромите, кој што ќе го одбележиме заедно со кабинетот без ресор на Аксел Ахмедовски, дел од владата на Република Македонија, во Меморијалниот центар на евреите во Македонија. Таму на 6 со почеток од 11 часот ќе има комеморативни обраќања и ќе има мултимедијални содржини со кои ќе се сеќаваме на болната историја, со цел да дадеме порака дека треба да се сеќаваме и дека истата никогаш не смее да се повтори. Тоа што е важно е дека треба да разбереме дека минатото
и сите тие неправди што се случувале во ромската заедница има денеска негативно влијание врз можностите на ромската заедница во повеќе европски и други општества. Дека тоа минато што се случило денеска можеби е основа, тие ставови, тие болни факти можеби се основа да денеска постојат голем број на стереотипи, да денеска се храни говор на омреза и се случуваат дискриминаторски практики. И нешто што е доста важно, значи се тоа го комеморираме, се со цел да испратиме порака дека треба да се надмине таа болна историја, тие црни случувања во минатото, се со цел заедно и Република Македонија и европските земји да направиме заедничка подобра иднина. И тоа што навистина очекуваме дека и владата на Република Македонија, парламентот на Република Македонија во иднина ќе го признае овој геноцид официјално, како и многуте европски парламенти што го направиле во повеќе европски земји. Да, целта е апсолутно оно што го споменавте, историјата да не учи, но да се фокусираме, да создадеме подобра сегашност за нас и иднина за генерациите кои следуваат. Благодарам за гостувањето во Македонија. И благодарам за вашата покана. Останете на првиот канал на МТВ во продолжение музичка numera, веднаш потоа последниот информативен блок.